За дел од медицинската фела деградирачка за министерот за здравство неумесна изјавата на самостојниот синдикат на клинички центар во која јавно кажуваат дека ќе ја поддржат власта на престојните избори доколку се накачат платите на здравствените работници. За дел од фелата ставот на синдикатот е понижувачки и бараат повлекување на изјавата на синдикалниот лидер. Синдикализмот не подразбира договарање во смисол на кого да се даваат гласови или да се повикува членството за кого да гласа. Тоа е индивидуален чин, повторувам. Сите оние претходни изјави кои што ги има дадено председателот во склоп на оваа изјава која што одеше, се легитимни во смисол на зголемување на плата, она што значи неисполнување на ветеното кое што е од власта и слично. Но на ваков начин јас тоа не го прифаќам. Ставот на синдикатот е неприфатлив и за Асоциацијата на млади лекари и специјализанти, од каде порачаа дека жално е што докторското реноме се вмешува во пазарење и партиски калкулации, а дека платите се само еден дел од проблемите кои треба да се решат за да се подобри здравствениот систем. Жалосно е што представници на делот таа интелектуална авангарда дозволуваат да го мешат докторското реноме во пазарење и партиски калкулации, наместо силно да ја апострофицираат потребата за реформирање на овој веќе застарен здравствен систем и модел. Секој треба да гласа според своето убедување и не треба ветувањата на власта да се стават во политичка конотација, порача и министерот за здравство. Филипче вели дека како влада работат на покачувањето на платите на сите здравствени работници. Со оглед на тоа што изборите се сега закажани 6 месеци претходно, можно е да не стигнеме и да не се обезбедат средства за да биде основната плата 100.000 денари, меѓутоа сигурно дека платата заедно со дежурствата просечна на лекар специјалист во држава ќе биде 100.000 денари. Председателот на синдикатот за телевизија 24 денеска вели дека изјавата немала политичка позадина и дека која било политичка партија ако ги спорача барањата ќе добие поддршка од синдикатот. Дополнително доктор Беговиќ објаснува дека како прв човек на синдикатот нема намера да влие врз членството за кого да гласаат на избори. Туку вели дека доколку се остварат нивните барања, тогаш треба да се даде поддршка на соодветната политичка опција.